Легендарниот рефрен «Ја имам само ноќива да бидам со неа» одбележа една ера во македонската музичка сцена, а «Сонце за три света» ја одбележа кариерата на Мики Јовановски Џафер, ветеранот на македонската популарна музика. Џафер во срцата на сите љубители на поп и рок музиката ги остави и Лага и измама, Под пелистер, Одам на југ, Мики мој, а неговиот музички опус му донесе 3 признанија за трајни вредности на музичката сцена. За вечниот евергрин, естрадата и музиката со Мики Јовановски Џафер. Добар ден, господине Џафер. Навистина ме чисти задоволство што ви имаме во ексклузив. Како сте денеска? Добронамерно. И убаво се чувствуваме после едно попладневно одмарање, спиење, едно пола саат, така. Прекрасно, нели дува ветер надвор и не се излага. Еве, со мет и очај, мислам со чај. Сакам да ве прашам колку долго немате дадено телевизиско интервју? Па не се сеќавам, не е одамна, ама искрено да ви кажам, Кристина, ја не сакам многу да излегувам, да зборувам, пејачи вие знаеш како се родени се да пеат, да зинат и да забавуваат публика. А за зборење некои други таму, знаеш, оние сфери, политика, книжевност, нели, така натаму. Што да ти кажам? Ги споминавте денешните пејачи и естрадата, колку ја следите? Постојано ја следам, искрено да ви кажам, јас ја следам и светскава естрада и тоа од не знам кога, па до ден денеска кога овие тинеџерски пејачи као Шон Мендес, нели, Ед Ширан, оној Чарли Пут и така натаму, и не само да ги следам, јас им ги знам песните. Можам сега да ви испеам, ама скуп ми е капарот. А од нашите пејачи, кого почитувате, кој ви се допаѓа, кој можеби помалку ви се допаѓа? А од нашите пејачи? Да. Искрено да ви кажам, вака, кога ќе ги видам, многу ми се допаѓа. Кој ќе ги вброите во најквалитетните пејачи и пејачки на естрадава? Од кои сега, овие дечки што излагаат сега? Можете од новите, можете од некој од вашата генерација? Јас не ги издвојувам само пејачите во естрадава кај нас, затоа што навистина заслужни се сите. За чиј концерт вие би купиле карта, а да е македонски изведувач? Не знам, искрено да ви кажам, јас би купил карта за дечки кои имаат креативна музика. Споминавме за шлагерите, ќе ве навратам вас во вашето време. Како беше тогаш да сте популарен? Како беше тогаш да креирате и да бидете дел од естрада? Немаше ова да дојдат со микрофон, да те прашаат, знаеш, и да видат кој си, што си, и сега знаат се, Мики Џафер, пејачот, тогаш немаш. Тогаш треба многу за да се пробиеш. Треба да стигнеш до македонската радио телевизија, на време како се викаше, не знам, каде што ќе пееш со тие што имаат подолг стаж и што значат нешто во она време, и народни традиционални пејачи и овие од забавни што пеја, Нина Спирова, да речем, во она време. Класа пејач. Кога ќе застанеш, се тресеш пошто кој те праша нешто. Значи, треба да знаеш дека не треба да бидеш неквалитетен, можеш да ја стигнеш неа. Вие за цел ставивте хитови, меѓутоа дефинитивно ставивте еден евергрин, Сонце за три светови. Како за секој хит, претпоставувам и за тој има некоја приказна. Како настана Сонце за три светови? Три света е композиција на Винко Мишковски. Тој е еден прекрасен човек, во она време момак кој што свиреше во групата Автограм. И ја работевме ноќи и денови. Мислам дека на крајот споивме 3 ноќи и 3 дена. Се потемневме од работа. Ама ја завршивме и отиде на Макфест. Не победи песната, туку зема награда за текст и за интерпретација. Беше негде 6-то место, така нешто. Зошто решивте да се повлечете од естрада? Не творите години наназад? Не да не творам. Туку, знаеш, веќе работата стајала таква овдека, да треба да се помислиш веќе кога нешто ќе правиш, да биде делотворно, нели? Да. Не можеш ти цело време само да издаваш песни, тоа никогаш не било ни во светот, во најразвиениот дел таму.
Знаеш, што години доаѓа да селектираш тоа што ќе правиш. Ја споминавте Буамара, таму добивте награда за животно дело. Колку ви значи таа награда? Колку вака кога ќе направите ретроспектива, ќе си кажете да, ова јас го заслужив. За тоа и за тоа. Искрено да ви кажам, човек ќе рече сега, знаеш, кога си веќе искусен толку, дека како, знаеш, по долги години дека ништо нема да ти значи. Меѓутоа мене дури сега ми значи тоа. Повеќе од што тие првите ги примав. Значи сум примал многу статуетки, награди, признанија, сето тоа, знаеш. Ова ми е трет пат во мојата кариера да примам признание за, ја не го викам награда, некој ти даje нешто пари или што знам, те награди ти купи куќа. Те награди нешто. Што е тоа награда? Ова е признание, знаеш, за трајни вредности. Признава дека имаш трајни вредности. Трет пат во животот и во мојата кариера. И за сам крај, на кого вие би му дале признание за трајни вредности на нашава естрада? Секако на луѓе што сме ги заборавиле, а што значат, не мора да биде ни меѓу живите, нели? Според вас кој заслужува признание? Па не знам дали добиле, јас спомнав да речеме Нина Спирова, Диме Поповски. И така натаму, од овие бендови, да речеме, бендовски пејачи, има многу групи кои што направиле, оставиле белек. Белек, да. 903-та, Република 903-та, Јонче Христовски, знаеш, тоа посмртно, зашто да не го даеме? Добри Ставревски, да речеме, Васка Илиева, од тие, сите тие, знаеш, важат и создаваат музика во Македонија. И оставиле И белек. тоа го прави целина, не мора да биде само тој пејачот.